Еве на повторно назад во отвореното студио 1, овој пат во голямо и навистина интересно друштво. А темата на која што ќе разговараме е како се создаваат новите генерации на иноватори во Македонија, каде што токму STEM Академијата го нуди тоа. Наши денешни гости се Жарко Попилиев, генералниот директор на Академијата, заедно со двајца ученици на Академијата, Симон Божиновски и Јован Стојковски. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Добро не најдовме. Вака, јас би почнала во однос на Академијата. Пошто оваа Академија се разликува еве од другите, но и општо од образовниот процес? Така. Благодарам пред се што не викнавте тука, што имаме оваа чест и вака да си ја кажеме нашата приказна, во принцип. Значи, STEM Академија е фондација, непрофитна организација, која што има за цел креирање на нови генерации на деца, користејќи светски признати методи за стекнување на така наречените најбарани вештини на 21. век. Ние тоа го постигнуваме со поврзување со бизнис, технолошки и едукативни лидери, во овој случај пред се со Lego Education, и од нив взимаме, набавуваме програми кои што ги имплементираме тука во Македонија. Темата на која што работиме е STEM. Значи, тоа е светски познат акроним, Science, Technology, Engineering and Math, наука, технологија, инженерство и математика. Меѓутоа, тука тоа не значи повеќе часови математика, не повеќе формули и така натаму, него ова едукација е насочена токму кон решавање, користењето на науката и технологијата при решавање на секојдневни проблеми, практични проблеми и така натаму. Како например? Како например како функционира, да речеме, како работи кран или како работи, значи часовите се така насочени да се така организирани да децата го разглобуваат проблемот и врз основа на тоа смислуваат решение кое што го склопуваат со посебни, така, Lego Education коцки, кои што не се во комерцијална продажба. При тоа, значи, се јакнат сите тие вештини од типот на критичко размислување, на решавање на проблеми, дисциплина, социјални вештини и така натаму и така натаму. Значи, сите се тие така наречени вештини на 21. век кои што во принцип му возможуваат на децата доколку ги стекнат, во принцип да успеат да се снајдат во било која ситуација. Да не се блокираат од проблеми кои ќе се соочат со некаков проблем или да воочат одредени можности да ги искористат и така натаму и така натаму. Значи, важно е всушност не само да го стекнат знаењето, туку и да знаат како да го искористат и да го применат. Значи, пред се ова е знаење што го стекнуваат е да се примени знаењето. Значи, многу различно од формалниот образовен систем. Иако овие програми во Велика Британија и во Соединените Американски држави се веќе вклучени во формалното образование, ние ги тераме како after school, значи после часови, и токму тоа е, овие програми се токму насочени кон стекнување на тие вештини. Значи, соработка, социјални вештини, презентацијски вештини и така натаму и така натаму. Многу битно е да кажеме дека, како што кажав, дека овие програми ние кои што ги користиме се од Lego Education, што значи се развиени од едукатори и експерти од областа на образованието од целиот свет, во принцип. И тие ние само ги применуваме тука. Значи, нормално ги доприлагодуваме према македонски потреби и секоја, она што е карактеристично кај нас е дека програмите почнуваат од 5 години.
Значи и сите тие програми се различни за секоја возраст. Значи програми за 5 години, програми за 6 години, програми за 7 години и така натаму. И не ги мешаме децата, бидејќи интелектуалните цели за деца од 5 години се сосема различни од интелектуалните цели за Предпоставувам деца и програмите се такви. И програмите се, значи се оди постепено и постепено, така да кон поголемите веќе од кај 10-11 години децата почнуваат со вовед во роботика, посебни работи кои што, односно посебни и програми и сетови и така натаму за воведување во роботика и посебно Mindstorm роботиката како некој највисок стадиум на STEM образование. Да. Господине Жарко, пред да бидејќи сте овде заедно со Јован и со Симон, кои што се релативно млади и двајцата, сакам од нив да слушнам нели како заинтересираноста за ова, меѓутоа како една увертира со кои возрастни групи работите и дали има една идеална возраст кога треба да се почне со ова? Вака сега, како што реков, работиме со возрастни групи од 5 години па нагоре. Значи нагоре до 21 година. Иако имаме програми, значи од Lego Education до 21 година, меѓутоа сега за сега ги имаме имплементирано до 17 години програмите. Кога е едно од значи тоа е едно од најпоставуваните и најдебатираните прашања кога е најубаво да се почне. Значи што порано тоа е подобро. Меѓутоа никогаш не е касно да се почне, значи и на поголема возраст и така натаму, бидејќи сепак сите овие програми се така насочени да ги водат децата да самостојно размислуваат, да заклучуваат, да позитивен став во смисла, значи ние ги учиме децата дека па ништо не е страшно ако се сгреши. Голема работа. Ајде да видиме. Грешките се учи всушност. Тоа е дел од учењето. Ајде да видиме каде сме сгрешиле за да научиме. Значи многу битни вештини. Да, Јован, како дојде до интересот за оваа STEM академија со оглед на тоа што генерално поголемиот дел би се одлучиле своето слободно време да го потрошат на, не знам, на фудбал, на кошарка, на такви тренинзи, ова е нешто специфично. Мене од секогаш ме интересирала роботиката и навистина било интересна како мал. Тука најдов каде што можам тоа да го учам. Пример, ке ни задат некој проблем, ние треба да го решиме, тоа мене беше многу интересно. Градиме со лего коцки. Колку време си веќе во оваа академија? 5 години, ова ми е 5. 5 години? Да. Што значи, Јоване, некое напредно ниво или да. Сепак 5 години не е малку? Да, не е малку. Симон? Па ја исто така како Јован почнав пред 5 години и ја имам се поразличен дојав интересот со ова. Ја како мал повеќе сакав со лего си играм како со други играчки, немав некои активности кои идев освен кошарка. И мојата наставничка што беше од прво до пето одделение ми понасочи дека виде дека знаев како да работам со коцки и лего, такви работи, математика, такви слични работи и рече на мајка ми видете го ова дека Симон има талент, сега да кажем, дека може да го искористи тоа во друго и така почнав на STEM да. Господине Жарко, која е основната цел? Кој е фидбекот што овие деца треба да го добијат во иднина занимавајќи се со ова? Знаеме дека таа технологија, роботика, уште на самиот старт рековте дека е барана, едно од најпродаваните професии, можам да кажам. Продуктите се исто многу важни. Во моментов гледаме дека многу работи се таложат на тоа од чиста споредба, еден VAR систем во фудбалот кој што не можевме ни да го замислиме, се играше на игралиштата, па сега е внесен во фудбалот. Таа роботика што треба, односно таа технологија што треба да им донесе утре? Значи вака, да почнам повторно од улогата на образованието. Улогата на образованието треба да ги подготви децата за иднина. Сега, формалното образование малце е такво какво што е и не ги прати социјалните, економските и технолошките развои. Значи, со други зборови, детето кога ќе влезе во формалниот образовен систем, кога ќе излезе од после 10 на 20 години од формалниот образовен систем, променето е социјалната
општеството е променено, технологијата што се користи и така натаму. Сега, основна цел на целата ова едукација е токму тоа да децата научат како да се снаоѓаат. Значи, добиена е нова технологија, окей, ајде да видиме како да се пристапи кон целото тоа, сами кажавте, вари, така натаму и такви системи, у принцип. Меѓутоа, основната улога е токму тоа да им овозможи на децата да се нормално, кога ќе излезат од формалниот образовен систем, да може да се снајде во било која средина. Нормално, на ниво на Европска Унија направени се голем број студии и токму врз основа на тие студии се заклучени основните вештини кои што се потребни за да можат веднаш децата, односно веќе студентите, учениците да се вклучат во пазарот на труд. А тоа се критичкото размислување, проблем солвингот, социјалните вештини, било кој доколку ги поседува тие вештини веднаш може да се снајде многу полесно и многу поедноставно да влезе на пазарот. И особено што им се нуди научен пристап. Пред се, значи тоа е многу битно, дека цело време тоа го дебатираме со одредени, дека сепак е научен пристап, сепак работат направено од развиени се програми од експерти од целиот свет. Не само тоа, него веќе најголемите економии, Соединените Американски држави и Велика Британија, и те како вложуваат во ова образование. Особено Јапонија и Кина. Јапонија и Кина, меѓутоа предводници во ова STEM образование се пред се Соединените Американски држави и Велика Британија, бидејќи сега веќе и председателот Трамп форсира оваков тип на образование. Така, јас би го прашала Јова, бидејќи претходно спомена дека веќе 5 години си во оваа академија и дека ти е навистина интересна да решаваш проблеми. Да. Сега, кој според тебе, односно кој проблем до сега најтешко било да го решиш, а кој најлесно? Во пракса е некој пример да ни кажеш. Пример сега што идеме на преварот, има маса со проблеми, 15 мисии треба да ги решиме. 15 мисии. Секоја носи Тие се одреден. во вид на задачи? Тие се во вид на задачи. Да. Математички? Не, значи Практични. Да, треба да дизајнираме робот да ги реши. И секој носи одреден број поените. Ние треба да собереме што е можно повеќе поени. И ова е нашиот робот тука. Ние има некои проблеми таму што е доста тешки да се решат и уште работиме да ги решиме. Така. Имате временски определен рок? Дека да одиме на превар. А добро, Еве, во однос на роботот и ова се пехари, колку што може да видам, колку време беше потребно да ги направите? Па конкретно роботот дека ова не ни е првиот робот што сме го направиме, имаме повеќе верзии направено. Значи, испраксирани сте веќе. Да. Па овој го направивме у рокот, мислам дека 2 часа, успеавме да го направиме, а преходните со некои денови или недели се мачевме, но како што одевме се понапред и понапред разбравме повеќе како да ги направиме и кои повеќе делови ги направиме. А пехарите конкретно ние лично не ги направивме, туку веќе ни беа веќе склопени ни ги дадоа. Така. Ги освоивме, да. Ги освои, па супер. Господин Жерко, ќе сгрешам ли ако еве вие донесовте примерот робот изработен од Лего. Меѓутоа во реалниот свет, во практиката, и ако го поврзам сето ова со роботиката, дали ова е решението на оние проблеми за кои што можеби медицината не нашла се уште? Значи вака сега, ова е една платформа на Lego Education, Mindstorm платформа, која што е доста сериозна. Значи се користи посебна коцка програмибилна, се користат мотори, сензори и така натаму и така натаму. И современи, значи ова е основата на едукативната роботика. Значи добар дел од универзитетите, светските универзитети ја користат како технологија врз која што учениците, студентите се учат. Ние со цел да го покажеме нашето ова знаење, целокупното знаење кое што го имаме, кое што ги стекнаа овие деца,
А решивме оваа година да учествуваме на глобални надпревари. Значи еден од тие е First Lego Лига, каде што колку е значајна, сакам да ви кажам дека добар дел од тие иновации и тие проекти осмислени на First Lego Лига веќе се во комерцијализација. Оваа година, например, темата е Into Orbit, нешто поврзано со Вселената. И НАСА е активно вклучена во разработувањето на проектите, бидејќи произлегуваат сосема сериозни проекти од целото ова. Значи користењето на роботите и користењето на целокупното тоа знаење. Значи таков карактер е надпреварувањето во принцип. Така да на кратко технологијата постои, како ќе се искористи и што ќе се искористи, сепак ќе остане на новија момци да најдат одредена апликација, одреден пример. Ние сме само ментори кои што ги наведуваме, пошто знаете како ќе треба да дојдете кај нас да видите, значи креативна атмосфера и децата веќе се толку влезени во целокупната проблематика да веќе место да се навлегува во длабочина во решавање на проблемите, они веќе почнуваат да решаваат во широчина што е можно поголем број на проблеми и така натаму. Така да ние сме малце повеќе како ментори кои што и насочувачи, кои ги насочуваме токму кон решавањето, односно целта што треба да се постигне. Да. Ве очекува и нов надпревар. О, да. 13 јуни, каде сте, што очекувате и двајцата? Кажете. Па конкретно очекуваме да добиеме меѓу, сега да видам колку места имаше, меѓу 200 и од прво место, но најубаво би било меѓу прво и 15 место. Да. А сега конкретно ќе одиме во Либан, точно во градот Библос, мислам дека. Јован? 13-18 јуни таму ќе бидеме. 2 дена трае надпреварот и таму како користиме овој робот тука. Со атачментите тие не ги донесовме. Да собереме што можеме повеќе поени. Верувате дека можете до самиот врв? Веруваме. Верувам. Браво, така и треба. Таа само доверба. Да. Така. Значи, како што реков, малце само да подобјаснам. Тоа е First Lego Лига, значи тоа е глобално надпреварување, каде што оваа година учествуваат 42.000 тима од целиот свет. Малце покомплексно надпреварувањето, како што кажав, се состои од 4 дела. Значи, едното е робогеймот, каде што на една маса роботот треба да извршува некои 15 мисии, задачи. Значи да однесе топче, не знам, на одредено место, да помине преку одредена препрека и така натаму, меѓутоа целото тоа автономно. Значи децата претходно треба да го испрограмираат, да го изработат, да го осмислат роботот, да го осмислат целокупниот пренос, кај ќе стават мотори, кај ќе стават сензори и така натаму, и на крајот во рок од 2,5 минути, колку поголем број на мисии, односно задачи се извршени, толку поени се добри. Вториот дел е бранење на дизајнот пред комисијата, значи има посебна комисија каде што се брани дизајнот, значи како се користат преносите. Ние токму, малци да покажам на камерата, го избравме македонското знаме, значи со мотив сакаме да се представиме таму токму во целосно дека сме од Македонија и во тие бои и така го дизајниравме самиот робот во принцип. Се надеваме на поени во дизајнот. Третиот дел е иновативниот проект. Значи тоа е тоа пред малку што кажав, каде што се задава тема на глобално ниво и од децата треба да излезат со иновативно решение, со иновативен производ, со иновативен производ за решавање на тој проблем. Нешто ново, да. Да. И четвртиот дел тоа е тимската задача, односно тимската активност, каде што на децата им се задават одредени задачи, каде што се гледат како тимски се соработуваат, дали се расправаат, дали имат лидерство, значи сите тие аспекти и врз основа на сите тие четири компоненти се проценува, се оценува, се добиваат поени и се одредува местото на тимот. Ние
ете, за прв пат во Македонија се направи тој надпревар, а под спонзор, односно, да, менторство од Словенија. Ние го освоивме првото место тука во Македонија, тоа е овој голем пехар, и учествувавме на финале на Адриа лигата во Целје, каде што таму го освоивме овој мал помал пехар, како освоивме 8 место, а го освоивме пехарот за најкомплетен тим. Значи, и благодарение на тие поени се пласиравме на светско првенство. И како што кажав, светското првенство на светско првенство учествуваат само 500 тима. Или претходно кажав дека оваа година се учествуваат 42.000 тима, меѓутоа на светско првенство се повикани само 500 тима. И ние имаме таа чест да сме повикани таму, врз основа на успесите и врз основа на бодовите во оваа лига што ги имаме, што овие момци го имаат освоено. Да, ајде во случај сега некој не гледа и заинтересиран е да стане дел од оваа академија или нивното дете, внук, што и да е, како се станува дел од STEM академијата? Па добро, ние во текот на годината имаме одредени уписи кои што ги правиме пробни часови каде што доаѓаат децата, го гледаме капацитетот на поедините деца, гледаме можеби некој дете е за повисока програма, бидејќи цело време ни е фокусот децата. Значи ние сме непрофитна организација и нас ни е фокусот да пред се работиме во интерес на децата. И гледаме кое дете во која програма може да се вклучи. Тоа го правите врз основа на некои тестови претходно решаваат или како? Не се тестови. Значи во филозофијата на цело ова е да се избегнат тестовите, бидејќи тестовите тестираат одредени. Доста ги имаат на училиште. Да, не е само тоа, него не можете вие да го процените детето или било кој врз основа на тестови. Значи дали го научил или не го научил. Не, него овдека се проценуваат сосема други вредности. Значи сосема друго секое дете и секој човек е различен. Вие не можете да го оценувате некого ако има повеќе афинитет кон нешто и не можете да кажете дека он нема талент. Так. Само затоа што не знае математика, само затоа што не знае историја и така натаму и така натаму. Токму од тие причини, значи повеќе индивидуално, значи целокупното едукаторите се истренирани токму во тоа да ги препознаат капацитетите на децата и така да препорачат во која група и како да се вклучат. Јован, Симон, за крај, ова е примарната цел со која што сакате да се занимавате во животот или? Конкретно ја исто така многу сакам во иднината станам архитект, но ако не ми отиде тоа добро, имам роботиката како друг падаш. Тоа е иднината? Да. Так. Исто јас би сакала да се занимавам со роботика во иднината. Кариерата ми биде врска со неа. А верувате дека ете во таа некоја модернизација и кога вие нормално ќе бидете секако постари, дека роботиката ќе биде неизбежен дел од живењето? Да. Да. На надпреварот со овој робот ќе одите или се подготвувате со некој нов, поголем, со поголеми функции кои што ќе? Со овој робот ние ќе идеме на преварот, овој не е новиот робот. Так. И па тогаш ќе посакуваме се најдобро и да го освоите и првото место. Благодариме. Се надеваме, благодариме. Так. Да, ви благодариме на присуството во отвореното студио. Почитувани, јас и Елена овде го завршуваме барем нашиот дел што се однесува до отвореното студио. Следува забавниот дел, а потоа се дружите со Анита Кочишки. Останете со 1 ТВ.